Добро утро, Дејан Андоновиќ. Да тргнеме со тоа што се случува во Украина во изминатите 24 часа. Прво да забележам, Дејане, некои од гледачите ми пишуваат, се јавуваат и така натаму, вика, вие сте се уште единствените кои што нешто и кажувате дневно за Украина. Како поминаа веќе кој е денеска? 71 ден, така темата полека се прелеа на експертски страни, полека се прелеа во доцните минутажи по дневниците, да кажам, а веќе во дебатни емисии така еднаш неделно. Дали тоа во Македонија, кај нас е тоа. Се уште доминира во светот темата? Па во светот доминира и во регионот доминира и не само тоа што се случува во Украина, него и импликациите кои се случуваат, така да некако конзистентноста од нашето известување, им благодарам на гледачите ако го забележале, бидејќи некако мислам дека па ја не гледам некоја поважна тема во светот од ова што се случува таму. Па и последиците од ова. Нити сум па присталица да паѓаме во несвест дека планетата Земја нема да биде иста, но од друга страна ние не можеме да го игнорираме фактот дека на неполни 1000 километри од тука се случува вистинска трагедија, војна. Значи за 50 години ќе гледаме филмови, ќе се гледаат филмови, ќе се читаат книги, ќе се шокираат и воодушевуваат луѓето, а ние сме сега современици на тоа, па некако го изгустиравме на брзинка. 71 ден е денеска од војната, од специјалната војна операција, се нарекувам така, бидејќи така се нарекува. Да, инаку е војна. Инаку е војна класична и според мене почеток на една многу поголема, бидејќи очигледно ова не запира, дури нели ни римокатоличкиот поглавар папата Франциско завчера излезе со една информација, го барам Путин, не ми се јавува. Што се случува не знаеме. Добро, гледам разни коментари околу тоа и така натаму, навистина не знаеме што точно се случува. Наводно Путин има рак на штитната жлезда. Тоа експертите го поврзуваат со разноразни емотивни... Ни тоа не можеме да го потврдиме. Се знае ли кога ќе оди на операција? Ни тоа не можеме да го потврдиме, но после 9 мај, јас вчера правев еден текст за пробата на 9-мајската парада, која традиционално се прави од 45-та наваму, каде што уште тогаш се видоа разликите меѓу истокот и западот. Денот на Европа е за Европа, денот на победата над фашизмот е за Русија. Сега оваа парада ќе се одвива во едни воени услови, сакал некој да призна или не. Но факт е дека Путин нема да оди на операција наредиве денови до парада. Сашо, ова ќе биде прва воена парада каде што нема ниту еден странски представник, ниту лидер. Не се повикани? Не се повикани воопшто, ајде ги повикат, нема да им дојдат. Па добро, сигурно би дошол од Белорусија. Тоа не е странски. Ќе видиме дали ќе отиде Срб, дали ќе отиде Вучич, дали ќе отиде Орбан и толку. Конечно се чини дека русите имаат некој фактички напредок во онаа железара во Мариупол. Па тие имаат меѓутоа 71 ден, Сашо, многу не сме воени експерти, ама денеска е започнато до утринава сеопфатниот напад, влезени се во населбата околу Азовстол, утринава го гледав во живо јавувањето преку, мислам дека беше преку Телеграм, на командантот на тој Азовски батальон, кој изгледаше многу изнемоштено за разлика од претходните јавувања, можеби и тоа сега имаме и медиумска... Гледав едно кратко видео, сите го прикажуваа со жестоки бомбардирање таму и така. Тој излезе сабајле и прв пат рече дека готова е работата, значи тој самиот признава дека е веќе готово, бидејќи не им направија коридор за да се излечат русите. Тоа беше прикажано во медиумите, бидејќи ние сме се под влијание на таа западна, да кажеме, варијанта на вистината, дека русите не дават, меѓутоа реално тие не го даваат тој коридор за да не се излечат тие борци. Морам да признам дека магично исчезна оние чеченци кои требаше да влезат таму. Од утринава руската армија е влезена и мислам дека во текот на денот ќе влезат и во тие подроми. Конечно, бидејќи на Путин му треба некаква победа до 9 мај да излече нешто, бидејќи до сега тој има победи, не велиме дека нема, но иако е тоа огромен простор, некако таа воена инвазија не се движи барем како што беше очекувано. Украинците па презедоа едно друго населено место околу Харков или Харкив, како што го нарекува. Борбата село по село. Село по село. Јас вчера исто така на Слободен печат имав еден текст каде што се обидам да објаснам што точно се случува и кои се фазите на борба.
врз основа на разузнавачките информации кои се излезени во јавноста, во тој дел на Харкив и Донбас каде што се борат се стационирани најелитните украински сили, зошто бидејќи тие се подготвува до декември минатата година пред русите да влезат, тие се подготвуваат да го освојат Донецк и Луганск, така да најмодерните, најжилавите борбени трупи на украинската армија се таму, па оттаму и оние најави дека ќе има огромна тенковска. Забележав уште еден податок. Вчера некој го објави, некој од експертиве, дека полетите на руските воени авиони во минатите денови се зголемени за 150%. Тоа значи дека русите, кои факт е, барем војните анализи тоа покажува, се воздржува од летање бидејќи многу авиони им соборија. Да, ловечката авиација беше неупотреблива воопште. Што е ова интензивирање сега? Значи нашле некој лек комуникацијски Веројатно, да. Сашо, мене ми падна интересно повторно сега. Завчера излезе една вест на папата, повторно го кажам, кој Орбан, премиерот на Унгарија, му рекол нема принивната средба кој требаше да посредува тој да се види со Путин, види Путин е зафатен, у нареднивиот период ќе ги интензивира нападите да реши некои делови, а подоцна ќе објави и војна на Украина после 9. Ама тоа сега конечно е јасно ќе се сведе на Донбас и на тој регион таму и дека практично прашање само Одеса и ова наваму како ќе се решава, но воената победа ќе биде. Зборот ми е, Дејан, се тргна во една ужасна воена авантура, на крај ќе се сведе сето тоа таму кај што и беше пред да почне војната. Не само тоа, него многу блиску до руската граница е тоа. Значи тоа не е некоја голема, да кажеме, голем успех, тоа е само проширување на границите, а од утринава почна да доаѓа информацијата дека Донецк и Луганск дефинитивно, кои се сега признаени како независни републики, ќе се оди на варијанта да се припојат кон Русија, да влезат. Според гласување, референдум и така натаму, иако територијално тие се уште не се сосема под руското. Како се 30% само држат проруските сепаратисти помогнати од Москва. Значи се оди на варијантата дека таму нема руска војска, него има проруски сепаратисти помогнати од Русија. Дејан, добро. И утре ќе се навратиме со мојот следен соговорник, ќе говориме. Ќе очекуваме денеска Азовстал дефинитивно и Мариуполј дефинитивно падне, тоа се намерите од утринава, имаше и инцидент, морам да го кажам, во интерес на времето, ќе потсетам Финска се граничи со Русија, ќе потсетам Финска е неутрална држава која има аспирации за членство во НАТО, на што русите се противат и од ноќеска, односно утринава како му доаѓа, има нарушување на финскиот воздушен простор од страна на не руски авиони, него руски хеликоптер, што се смета за инцидент и како на некој начин провокација, бидејќи Москва не рече зошто влегол хеликоптерот, а Хелсинки е вознемирен бидејќи ова е можеби опупување на некаков пулс. На кратко, што се случува во регионот? Гледав средба помеѓу Вучич и Курти. Практично со тројна средба со германскиот канцелар Шолц, па се чини дека Западот во посредство на Германија сега ќе се обиде да го убрза процесот на решавањето на статусот на Косово, односите во регионот, бидејќи Сашо оваа цела приказна, повторно ќе кажам, на 1000 километри од тука именување на редефинирање можеби на светските настани, светските движења, Косово и Република Српска се некако замрзнат конфликт кој доколку не го решат брзо, може да испадне од контрола и да биде упориште на евентуални идни судири. Ќе потсетам додека Косово и Република Српска се замрзнат конфликт, русите имаат употребна вредност на Балканот. Ако го затворат, русите нема да има што да барат. Морам да кажам дека со оглед на руската политика, да се оградам. Да, со оглед на огромноста на територијата на конфликтот во Украина, на се ова што е вклучено во тоа, конечно и жртвите, конечно и трупите и сето тоа, изгледа како едно мини место кое што ние на 20 на километри северно од Скопје, како една мини криза, а истовремено има потенцијал повторно да цел регион. Еве што навестува дека има криза. Вчера руските разузнавачи излегува со мапа каде што покажуваат дека Украина сепак на крај ќе биде пуштена низ вода. Добро, ја видов таа пропагандна мапа. Добро, но наводно румуните ќе ќе си земат по еден дел Унгари. Добро, ама тоа е вака најдна. Зошто го реков ова? Ми се чини дека тезата на Путин, ако можевте со Косово да направите онака, можеме и ние со Донецк и Луганск, како да сакат. Ама тој е директно против интересите на Русија.
Тоа е директно против ова што Вучич Зато го би велам. требало да го чувствува во руска. Одеднашка се смени и реториката во Белград. Ја следам неколку дена Што после тоа. изјави вчера Вучич после Дека му е јасно, дека ги добил јасните сигнали, јасно му е што очекуваат од него да направи, дека јасно се работите. Не каже што е јасно, но можеме да предпоставиме со шпекулации. Веројатно американскиот амбасадор во Белград каже што е јасно. Добро, тој пред да оди во кај сега не знам дали претходно се виделе или сега се гледа. Веројатно ќе мора да се направи нешто што 30 години не го правеа. Се со цел, затоа реков да го завршиме разговорот, ти рече полека паѓа интересот околу Украина, тоа е според мене не е во ред бидејќи се почнува таа Украина. Дури ова кај нашо ќе се случува, веројатно ќе влијат и овие настани. Дефинитивно. Поместени се некакви геополитички, па дури геостратегиски теми, процеси. Балансот во светот е изместен. Така е.